влезе Македонија во ЕУ е добро затоа што тоа е последниот дел од еден процес во прилагодување на државата, на системот кај нас во функционален систем кој донесува подобар живот на граѓаните. Надигнете ќе слободно. Има работа, има се, ќе преспој се. Сега вака не. Со влегувањето ќе има успех. Имајќи во предвид дека сепак се работи за голема интеграција на институции кои се ставени на многу држави, што значи има широко отворен пазар, што значи Македонија би имала пристап до еден голем пазар од економски аспект. Од втора страна, мора да се земе предвид дека сепак владењето на правото и суштината околу владењето на правото кој што е проблем кај нас, сепак таму во Европската унија на повисоко ниво, ќе биде добар показател кој што нашите сегашни институции, правници, суди и сите оние што се занимаваат со круцијалните и клучните суштини околу државата и раководење и управување, дека треба да учат и имат од кого да учат и ќе имат со кого да се споредуваат. Што мислите дека конкретно ќе биде подобро кога ќе влеземе во Европската унија? По-конкретно, имаме, по влегувањето во НАТО, сега имаме огромна безбедност, имаме име, до сега немавме име, нашата држава има име. Тоа е што е најбитната работа за влез во Европската унија. Значи прво се тргнува од поединецот, па се продолжува на заедница, дека кај нас се уште сме навикнати на колективни права од кои што ги влечеме своите персонални или лични права. И тој процес ќе биде долг и пред се ќе биде врзан за нашиот етички и ментален кодекс. Тоа треба народот заедно во корелација со власта да одредат по кој пат ќе тргнеме, дали проевропски ориентирани, ќе ја прифанеме таа западна демократија. Најверојатно и на самите граѓани, па и на политичарите, и тие се дел од граѓаните, во овие моменти им е тешко. Меѓутоа, со оглед ситуацијата до кој степен моментално што е дојдено, значи треба крајно е наше, ние у Македонија да одредеме каде ќе тргнеме. Оти ни дават последна шанса. Да се влезе во еден систем кој дава продукти, кој продуцира стабилност, кој продуцира економска перспектива и што е најважно перспектива за помладите граѓани. Известност и правен систем во кој што граѓаните однапред ќе знаат дека правилата се поставени и што е најважно тие важат за сите. Биде подобро ако влезе. Нормално, носеше некои бенефиции, да речеме одредени линии, кредитни линии, други може бенефиции да има. Во економијата тоа значи дека правилата од слободниот пазар се важат подеднакво за сите или горе-доле за сите субјекти, наместо овој денешен волонтаризам каде што ние знаеме најчесто да го објасниме со на нашето снајди се, нешто што важи и за нас како поединци, но и за економските субјекти. Значи во една економска состојба каде што од секогаш сме размислувале дека слободниот free market, слободниот пазар значи еднакви услови за сите негови учесници. Има донации доста од Европска унија за млади да не се селуваат. Добро е, ќе се отворат границите, значи каде сакаш ќе работиш, ќе си дојдеш дома. Патот ти е отворен. Боле би било, да. Подобро ќе се најде и работа. Во секој случај да. Треба да одиме на придобивки. Придобивки само економски. Мои стандарди се големи, нема млади да си бегат за поработа таму, ќе имаме толку и слово за работување. Па многу ќе биде подобро него сега. Барем ако не друго ќе има работа и повеќе пари. Живот, стандард, тоа е највише сакам. Плата да има голема, тоа правдина да има, тоа е најважно. Али треба Македонија да улази во Европа, да не бегат младите и сите таму се. Па мислам дека нешто ќе се подобри. Ќе останат тука некои. Ќе има повеќе пари, ќе има работа. Треба ние да смениме менталитетот малце и односот кога работите. Ние сме сложен народ и треба да бидеме во Европската унија. Благодарам на сите драги представници на медиумите во рамки на напорите на владата на Република Северна Македонија да ги исполни стратешките цели, но и да ја приближи стратешката цел на членството во Европската унија до граѓаните, да информираме јавноста за придобивките и можностите
во евроинтегративниот процес. Секретаријатот за европски прашања во соработка со владата ќе организира серија на настани во 8 градови во државата под наслов на кампањата Ние сме Европа. Кампањата ќе се реализира, како што реков, во 8 градови: Скопје, Струмица, Битола, Охрид, Прилеп, Тетово, Штип и Куманово. Во секој од овие градови ќе се организираат тематски настани со кои ќе ги покриеме најважните теми кои што врз основа на нашите анализи се ги интересираат граѓаните: економија, труд и социјална политика, туризам, инфраструктура, култура, земјоделие, млади и енергетика. Ќе започнеме со активности, со почеток на оваа кампања во Скопје на тема економија. Првиот настан ќе го отвори премиерот Ковачевски, тоа ќе биде на 30 август како официјален старт на кампањата наредната недела. Понатаму ќе следуваат настани во Струмица на тема труд и социјална политика, во Прилеп земјоделие, Битола култура, Охрид туризам и животна средина, Тетово млади, Штип инфраструктура и Куманово енергетика. Активностите во градовите ќе вклучуваат посета на локација од значење на градот од моја страна, но и од страна на други министри и официјални лица, средби со здруженија, представници на граѓански организации, представници на бизнис заедницата и други целни групи со кои сакаме да ги дискутираме европските вредности, со кои ги споделуваме европските вредности, кои се заинтересирани да слушнат, но и да прашаат нешто конкретно околу некој аспект врзан и за темата за која што се дискутира во градот, но и генерално за процесот на пристапување кон него. Во секој град истиот ден ќе се одржува и трибина на централно препознатливо место, каде што ќе биде отворена за присуство на сите граѓани. Целта на овие настани е да им ги представиме на граѓаните придобивките од брзото членство во Европската Унија, неопходните реформи кои треба да ги направиме за да ги постигнеме европските стандарди во наредните неколку години, во блиска иднина, и начините како членството на Европската Унија ќе го заштити и зајакне нашиот идентитет, македонскиот идентитет, јазикот, посебноста, развојот и мултиетничниот карактер на државата. Покрај тоа, преку овие теми кои ќе ги пренесеме на граѓаните, ќе бидеме отворени за нивните прашања, нивните дилеми, за се она што не го знаат за членството во Европската Унија, би сакале да го слушнат, за сите полуинформации, информации или дезинформации кои ги слушаат во јавноста, а кои им создаваат грижа или им отвараат дилеми и прашања, но и за тоа како секој граѓанин може да се приклучи и да даде поддршка од свој аспект и придонес кон оваа историска задача. Членството во Европската Унија само по себе носи можности за нашата земја, не само преку финансиската поддршка на предпристапните фондови, туку и преку кои што можеме да ги подобриме различните сегменти на живењето, туку и да придонесе за сериозен развој во економијата, земјоделието, инфраструктурата, животната средина, образованието, младите, културата и така натаму. Последните пораки од високите европски представници и деновиве се јасни, прецизни и на нас останува да работиме со граѓаните и за граѓаните, за да превземеме одговорност и да продолжиме на европскиот пат. Интеграцијата во ЕУ не само што ги засилува институциите и реформите, туку ја поддржува и ја чува и нашата традиција и употребата на сите јазици во нашата земја, но и припадноста кон големата европска заедница не ја зајакнува. Членството во Европската Унија ќе ни отвори нов пазар од 500 милиони потрошувачи, што представува огромна можност за нашите компании да ги развиваат своите бизнеси и да учествуваат на европските пазари. Се вложуваат многу средства во развојот на економијата со предпристапните фондови, но државите кои што веќе се во Европската Унија добиваат и до милијарда евра годишно за развојот на својата економија и инфраструктура. Максимално користење на инвестициските фондови и финансиската поддршка на сите нивои, на ниво на универзитети, училишта, компании, невладини организации, институции, општини, се нешто што ќе го поттикнеме и преку оваа кампања, со цел да се отворат повеќе работни места и да се подобри
економскиот развој. Ќе дадеме посебен осврт на преговорите за членство и на придобивките од преговорите, процесот до каде е, кои се досегашните резултати и што е тоа што не очекува. Посебна димензија во оваа кампања ќе добијат младите како ресурс за нашата сегашност и иднина, бидејќи сметаме дека сме должни да вложиме посебен напор на објаснување токму на младите луѓе кои што треба да го живеат, да ја живеат таа европска иднина и европска сегашност тука кај нас. Европската унија не е само институција, туку еден пат кон подобра и посигурна иднина. Нашата стратегија е членство во Европската унија до 2030 година и тоа не само како стратешка цел, туку и како план на кој што работиме. Треба да искористиме оваа историска шанса и со таа и убедени сме дека заедно со граѓаните преку овие средби, преку отворена комуникација и преку изнесување на сите информации, одговарање на сите прашања, ќе додадеме на она што граѓаните го сакаат и она што граѓаните го заслужуваат, а тоа е членство во Европската унија. Сметам дека е сега, токму сега моментот во овој контекст и оваа година, кога веќе една година имаме искуство во чекорење во преговарачкиот процес и текот на скринингот, да покрај тоа што комуницираме со институциите во Брисел и со институциите тука, да отвориме еден процес на комуникација и со граѓаните на повеќе нивоа, и на локално ниво, и на централно ниво, со цел на да испратиме таа порака дека не само што сакаме во Европска унија, туку ние сме Европа и ние сме Европска унија. Благодарам и повелете со прашање. Видете, членството во Европска унија не е францускиот предлог. Членството во Европска унија е трансформација на нашата земја и економски развој, стабилност и просперитет. И тоа сакаме да го објасниме на граѓаните, дека нас не чекаат многу задачи, но и многу придобивки на тој пат. Дека ова што го имаме сега, да речи со исполнувањето на францускиот предлог, е само една задача која што на ниту еден начин не го загрозува нашиот идентитет, нашиот јазик, напротив. Помина една година од како тој предлог се усвои во собранието, ниту ние се бугаризиравме, ниту може тоа да се случи, ниту има каков било атак врз нашиот идентитет. И денеска реториката, ако гледате на опозицијата, веќе не е дека овој предлог го загрозува нашиот идентитет, бидејќи се покажа на дело дека не е така. Туку реториката е дека не правиме уставни измени под бугарски диктат. Значи, лани се зборуваше за бугаризација, годинава за бугарски диктат, наредната година ќе се збори кој знае зашто. Нашата цел е навистина да граѓаните се приклучат на оваа задача, да дадат поддршка на оваа задача повеќе од тоа што е до сега, иако е јасна поддршката со 80% за членство во Европската унија. Но исто така сакаме на овој начин да ги приклучиме и представниците на државите членки на ЕУ, и ќе има простор за вклучување и на амбасадорите, да дадат искуства, да објаснат искуства од своите држави, како таму членството во Европската унија придонело за побрз и подобар развој на нивните држави. И сметам дека ова, наместо да се одлучиме за стратегија на чекање, на стратегија која што ја предлага опозицијата е чекање и барање подобар предлог, да се фокусираме на она што го имаме на масата, да го завршиме и да одиме заедно со другите држави во регионот. Јас кажав и вчера во една изјава, чекањето е стратегија која што ќе испразни државата од млади луѓе и ќе убие надежта во подобра и во европска иднина, и затоа сметам дека искуството од минатото ни кажува дека секогаш кога сме чекале, тоа било на наша штета. Никогаш чекањето не ни донело ништо, никаква придобивка. Мислам дека да го нудиме чекањето како државна стратегија не може да биде нешто што на граѓаните ќе им влие доверба. Затоа сме должни
токму сега во овој момент да ги отвориме овие прашања, да разговараме на терен со граѓаните како институции, како влада, а секако тие дебати ќе бидат отворени за сите прашања за секого. Видете, јас немам информација дека имало комуникација во врска со на ова прашање после завршувањето на седмицата минатата недела. Она што можам да ви го кажам е дека ние секогаш ќе останеме отворени за диалог, дури и за оние идеи што ги отвара опозицијата. Околу тоа не знам да се бараат некакви дополнителни писмени гаранции. Ние веќе имаме гаранција во преговарачката рамка дека нема да има нови услови. Но како политичка изјава, политичка позиција на Унијата, ако ни е потребна, ние сме подготвени за тоа да разговараме. Да видиме што е тоа што треба да го добиеме за опозицијата да се обврза да гласа. Меѓутоа, доколку се тоа навистина сериозни предлози, кои што ќе не доведат до подршка, двотретинска подршка, а не доколку се тоа предлози за купување време или безцелно или бескрајно одлагање на одлуката. Нашата цел е да го завршиме тоа. Идеално е со целосна подршка на опозицијата и ние кон тоа целиме година дена, но не ми се чини, по она што го кажува лидерот на опозицијата, не ми се чини дека искрено сакат ни сега ни по изборите. Она што мене и мислам дека и голем дел од јавноста го плаши дека ВМРО ДПМН како политичка партија дека нема намера да гласа ни сега ни по изборите за уставните измени и затоа мислам дека треба неопходно ќе биде во државата да се кристализираат две политички опции без разлика кој на која партија припаѓа, оние кои што се за членство во Европската унија и оние кои што се против. Бидејќи членството во Европска унија само на теоретско ниво и на декларативно ниво е многу едноставно да се подржи и да се постигне, бидејќи не чини ништо повеќе од убави зборови. Меѓутоа, кога ќе дојдете до носење на одлуките, тогаш на вистина се гледа кој е за членство во Европската унија. Нашите, тоа го кажав и во една изјава и пак мислам дека е важно да се повтори. Заблудите на одредени политички партии или презентирање на некакви заблуди за чекање или подобри шанси, скапо не чинеле во минатото, скапо ќе не чинат и сега. Видите, ќе почнем од последното прашање. Тоа што е во преговарачката рамка е методологија која што важи за сите. Важи и за нас, важи и за Албанија, важи и за Србија, важи и за Црна Гора. За сите што во моментов преговараат. Јас очекувам дека на крајот од оваа година ќе се донесе одлука за почеток на преговори со Украина и со Молдавија. Не би бил изненаден ако тоа се случи. Мислам дека атмосферата води натаму. Тоа значи дека ќе се дополнат уште барем две држави кои што ќе преговараат. И правилото, новото правило, введено со новата методологија, дека некое поглавје може да биде вратено доколку има назадување, е направено врз основа на минатите научени лекции од преговорите со Романија, со Бугарија, со Хрватска, дека државите кандидатки може и по исполнување на определени услови во одредена точка да покажат назадување во подоцнежна фаза. Тоа е целта на тоа правило, да имаат гаранција државите членки и Европската унија, Европската комисија, дека имаат механизам за оние држави кои што назадуваат во одредени поглавја
на некој начин ги вратат назад. И тој механизам е тежок за активирање. Значи треба да се согласи комисијата и треба да се согласат 2/3 од членките. Значи не е едноставно да се активира механизам за враќање назад. Така што од тоа не треба да се плашиме, доколку планираме да влеземе со целосна поддршка и со целосни капацитети во евроинтеграцијскиот процес. Напротив, мислам дека треба да гледаме како шанса, бидејќи некои држави во регионот сигурно ќе имаат простор да се грижат за враќање назад, а ние треба да се грижиме како да го надоместиме загубеното време од 10 години кога Србија и Црна Гора веќе преговараат. Тоа ни е многу побитно, како да ги престигнеме во некои поглавја по новата методологија, отколку враќањето назад, зашто мислам дека нема да има основа ако тргнеме на тој пат. Во однос на политичката сцена, знаете, предходно се викаше дека се вршат притисоци на пратениците, потоа дека не се вршат притисоци на пратениците. Нели ден пред седницата имаше пресконференција пратеничката група на ВМРО-ДПМН кај што кажа дека не се вршат притисоци врз пратениците. За да сега неколку дена покасно се излезе со теза дека има некаков план за уништување на ВМРО-ДПМН. Мислам дека е тоа купување време и испраќање пораки кон своите поддржувачи само за да се оправда оваа неоправдлива и неодбранлива позиција на блокада на сопствената држава. Ние се обидувавме на многу начини, без никакви притисоци, туку со убедување дека ова нешто што треба да го направиме за државата. Ова не е нешто што и треба на владата, ова е нешто што и треба на државата. Бидејќи забрзано се движат работите за другите држави. Ако дали ви беше замисливо до лани дека Украина ќе почне преговори за членство во Европската унија? Тоа е сега реалност. Една од целите на разговорите во Атина овие денови беше токму тоа, да се даде поддршка на аспирациите на Украина и Молдавија за членство во Европската унија. Сите направија некаков чекор напред и сите ќе прават. Црна Гора очекува да ги заклучи преговорите за 2-3 години. Така што ние, наместо да влегуваме во теорија на заговор, дека сме постојано загрозени од некого, од надвор и од внатре, треба да си преземеме одговорност и да ги завршиме нашите обврски, затоа што е тоа во наш интерес. Немаме ние подобар интерес од Северна Македонија членка во Европската унија што побрзо. Само на тој начин ќе ги заштитиме нашите интереси. Јас имав долги разговори со господинот Дробњак, кој што е наш советник тука во Секретаријатот за европски прашања, околу тоа како може ние да ги заштитиме нашиот интерес, да немаме нови блокади, да немаме нови уцени, да немаме нови предизвици. Неговиот совет постојано беше ист. И Хрватска, и во Хрватска ги имавме истите дилеми, бидејќи имаше многу проблеми во процесот. Меѓутоа, најдобро се штити интересот кога сте внатре во Унијата. Така што единствена наша цел е членство во Унијата, а секое задоцнување, секоја внатрешна блокада ќе остави последици врз нас внатре и ќе има последици и врз институциите и секако врз политичкиот живот. А околу тоа дали се возможни нови политички субјекти, кај нас секогаш се возможни, секаде во демократско и плурално општество се возможни по нови политички субјекти и тоа не би било ништо чудно и ништо ново. Она што е за нас важно е, мислам дека платформата на која што ќе се движат политичките субјекти е многу едноставна. Оние кои што се за Европска унија и оние кои што се против членството на Северна Македонија во Европска унија. Седницата ќе биде повторно закажана кога за тоа ќе се создадат услови. Ние во меѓувреме ќе работиме на создавање на услови за успешно гласање во собранието. Во моментот кога ќе биде закажана седницата, тоа значи тоа ќе биде индикатор дека сме приближени до потребното мнозинство. Во моментот, по она што се декларираше, иако гласањето е заврши на 70, мислам дека поддршката и оди до 72-73. Меѓутоа, ова беше гласање за дневен ред, да не забораваме, значи не беше гласање за уставните амандмани.
седницата може да биде отворена додека председателот на собрание не ја свика. Ние не заборавајте дека имаме закони кои што се по година и пол во процедура во собрание, каде што се завршила дискусијата, па се гласаат. И многу често се случува за законите да се исцрпи дискусијата, да се прекине расправата, па да се свика нова седница за гласање, само за гласањето. Така што ова е тој случај. Ке заврши на активностите, интензивните активности би требало до крајот на септември да завршат, меѓутоа ќе има, предпоставувам, дополнителни активности преку социјалните медиуми после тоа. Кампањата чини 5 милиони денари, значи 80.000 евра. Таа е буџетски испланирана уште минатата година за оваа година во рамките на Секретаријатот за европски прашања како промоција на европски вредности или програма за промоција на европските вредности. Се изведува преку спроведена јавна набавка, одобрена од Бирото за јавни набавки по сите процедури од страна на агенција, и во неа ќе бидат вклучени представници на институциите, но и представници на граѓанските организации и сите оние кои што изразија желба да дадат придонес во оваа кампања. Постојат два начина. Едниот начин е ВМРО ДПМН како политичка партија да одлучи целосно да даде поддршка под одредени услови, за кои што беа разговарани и на лидерската средба која што се одржа пред 2 месеци од прилика. Вториот начин е да дел од пратениците одлучат да гласаат за овие уставни промени, како што имавме случај пред 5 години за претходните уставни промени. Јас не гледам трет начин. Може би постои, меѓутоа тие се двете опции. Ние ќе работиме на двете нивоа и сметам дека не е невозможно, напротив, мислам дека е возможно и дека имаме доволно време и доволно простор да разговараме за да дојдеме до решение. Ќе повторам, ова премногу е важно прашањето, за да му се земе кусур на било кого доколку го смени мислењето за одредено време. Премногу е важно прашањето. Минатата година, ќе повторам, зборувавме за бугаризација и бришење на македонците. Денес веќе за тоа не се зборува. Затоа што го имаме, сега збориме за диктат. За утре може ќе зборуваме за нешто друго. Но јас реков, видете, јас не гледам што можат по ова прашање да променат изборите. Напротив, мислам дека може само да го искористат ова прашање, да биде прашање на кое што ќе доминира во кампањата, за после тоа да биде изговор, и јас сум убеден дека ќе биде така, да биде изговор дека ВМРО ДПМН не може да гласа за уставни измени, бидејќи во кампањата ветиле дека нема да гласаат под бугарски диктат. И потоа да влеземе во една заблуда дека е возможно да добиеме подобар договор и да чекаме и да тоа го кажам лидерот на опозицијата, не го измислувам. Да преговараме и да чекаме уште 10 години да бараме подобар предлог. Во тие 10 години членки на ЕУ може да станат и Србија, и Црна Гора, и Украина, и Молдова, и Албанија. Како што Албанија и Хрватска станаат членки на НАТО, кога ние се издвоивме од групата и станавме членки на НАТО 10 години подоцна. Затоа мислам дека изборите не се решение, напротив, мислам дека е најдобро да ги ослободиме граѓаните од популизам и национализам, да гласаме за уставните измени и веднаш потоа може да се оди на избори. Мислам дека е логично веднаш после тоа
да се оди на избори, па потоа да видиме кој ќе понуди подобра програма. И зашто, и кон што таа ќе води, и како ќе ги води, кој ќе ги води поуспешно преговорите понатаму. Многу е по-разумна и подобра таа варијанта, отколку пред граѓаните да се остава повторно прашањето дали сте за уставни измени, бидејќи граѓаните се за Европска унија. А наша одговорност на политичарите и на владата и на собранието е да ги носат тешките одлуки за да се исполни таа стратешка цел за граѓаните. Ние се уште работиме на тоа да се изгласаат тие измени. И мислам дека Ирина прво повар. Да. Видете, пораката на фон дер Лајен беше иста и јасна, дека овие, прво дека процесот не е завршен, туку сега процесот започна во собранието, дека Европска унија дава поддршка и очекува тој успешно да се заврши, тоа беше и во нејзината објава од средбата, и дека Европската унија е подготвена да направи се за да помогне во донесувањето на уставните измени. Во тој дух, во таа смисла, затоа јас реков, ние како влада и понудивме и побаравме, доколку опозицијата смета дека треба, а ние сметаме дека не треба, меѓутоа ако е тоа некој услов за да сериозно размислат и да гласаат за уставните измени, ние како влада, еве и заедно со нив сме подготвени да видиме во која форма би побарале од Европската комисија или од Европската унија да се изјаснат писмено за грижите на ВМРО ДПМН, за да тие гласаат за уставните измени, доколку навистина е тоа причината зашто не гласаат. Така што да ги сите аргументи да ги расчистиме, за да знаеме зошто некој стои на таа позиција. Дали искрено е загрижен за нашиот идентитет и преговарачкиот процес, или едноставно е против членството во Европската унија. Јас не можам да коментирам, бидејќи средбата во Атина, лидерската вечера беше од затворен карактер и присуствуваа само лидерите. Не бев присутен на тој дел и не можам да кажам дали навистина или колку било остро. Она што знам и што сум сигурен дека премиерот Ковачевски и на сите средби ја повторуваше истата порака дека Северна Македонија секогаш била добар сосед, подеднакво наклонет кон сите со своји соседи и со еднаков ангажман за да помогне на кој било сосед. Не заборавајте дека во Охрид беше последната преговарачка сесија меѓу Србија и Косово и дека на ист таков начин очекуваме и сите наши соседи да се однесуваат со почит и поддршка кон Северна Македонија. Тоа беше изнесувано на средбите, а тонот и разговорите на лидерската средба, на лидерската вечера во Атина, мислам дека ќе треба самиот премиер да го прашате да ги коментира, затоа што само тој беше присутен од нашата делегација таму. Она што мислам дека беше испратена јасна порака дека ние сме позитивен партнер кон сите соседи и дека секогаш ќе помагаме и дека сакаме и очекуваме да така да бидеме третирани од сите наши соседи. Многу е рано, прерано е за такви заклучоци. Многу е рано за такви заклучоци, бидејќи е возможно до крајот на ноември да се комплетираат уставните, теоретски ако зборуваме, е возможно до крајот на ноември да се комплетираат уставните измени, а не знаеме дали на крајот на заклучоците, односно на советот на декември или пак во јануари ќе се носат одлуките за проширување, односно свикување на наредните меѓувладини конференции. Тоа
по мене пред се ќе зависи од расположението на меѓу државите членки, но и од успехот на овој процес. Прерано е да се каже дека уште сега ќе се донесе одлука за Албанија, за нас нема. Мислам дека никој во овој момент тоа не може да ви го потврди, да ви го каже и да ви го гарантира. Мислам дека има уште време до тогаш за развој на настаните. Ние сме кажале, секогаш поддржуваме, ќе поддржуваме сите држави од регионот да одат напред. Во моментот одиме заедно со Албанија и добро е така да продолжиме, но во никој случај не би биле против било која земја од нашето соседство. Благодарам.